3 пати, која има настапувано, како и на Лешочкиот манастир, исто така во Скопје на македонската телевизија и други градови во Македонија. И со право што ова наша позната интерпретаторка, која ја негува македонската песна, да биде поканета на многу значени настани во Македонија и овде во нашава македонска комуна, зашто таа е бунарот од кој ги вади старите македонски изворни песни, кои се заборавени или многу малку испеани. Мери Мајнас е еден вид ризница, или ако можам да кажам, енциклопедија на егејските песни. Ако Марко Цепинко, Кузман Шапкарев, Кирил Пејчиновиќ и други беа собирачи на македонските приказни, обичаи, гатанки, песни, пословици, како и Константин Миладинов, во поново пак време Мери Мајнас е исклучително собирач и презентер со својот нежен, мелодичен глас на изворната македонска песна, а во последниве 30 на години и со ново компонирани песни. Местото и градот на марката Volkswagen е едно на 7997 Кенеди Роуд и Хајвеј 407. Дали сакате да купите ауто или да лисате од марката Volkswagen или ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет. Затоа за поволна цена побарајте го нашиот сонародник и специјалист Васил Кајчевски на 416-725-6335.
Еве и од занимливостите поврзани со Македонија. Рудникот Алшар кај планината Кожув е единствениот рудник на талиум во светот, кој поради екстремната мекост на овој кован метал, кој може да се реже со нож при собна температура, а на воздух кога се изложува ја менува бојата. Александар Македонски го користел овој метал на штитовите кои од блесокот од сонцето ги свртувал кон непријателот и така го победувал самиот непријател како детектори на неутронската потекло од сонцето, што значи историјата на Алшар започнува уште од времето на античка Македонија преку римскиот период и Османлиското царство па се до денес. Исто така, дали знаете дека во Македонија се наоѓа единственото европско наоѓалиште на рубини, камен за украси кои ги редиме на прстени, обетки и така натаму, а за тоа е познато наоѓалиштето на мермер во Прилеп. За жал, многу од нашите скапоцени камења што можете да ги видите во светските каталози се покриомчарени од Прилепско, а странците ги купуваат по багателни цени, многу ефтино и со присвојување како да се од нивните држави. А сега да го чуеме и лидерот на Левица Димитар Апасиев. Прв говор кој ќе биде посветен на тема политичка економија. Им благодарам на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на нашата земја што со летни гуми од семинарот Маврово успеа пред полноќ да дојдат за да ги изгласаме итните 26 мерки на законот кој што е само капка во морето. Очигледен е впечатокот дека владата мери со погрешни мерила, дека вие немате допир со реалноста и дека овие мерки се палијативни мерки, но во духот на добро познатата социјалдемократија, меѓу народот за вас велат ни јатер кршат, ни работа вршат. Такви се и меркиве ваши. 26 мерки коштаат 400 милиона евра според министерот, а само санкциите кон Русија ќе не коштаат 230 милиони евра. Значи, бидејќи јас не сум економист, нема да благоглаголам со економски термини, меѓутоа како секој добар марксист морам да познавам политичка економија и ќе се обидам овој говор кој за прв пат е на економска тема, да го упростам со жаргон да може да го разбере и обичен граѓанин кој не е економист. Не ви требаат, министре, 26 мерки, ви требаат 6 според мене области каде што вие реално, доколку сакате да ја подобрите оваа кризна состојба, можете да им можете на граѓаните како влада, како власт која располага со нашите пари, а не со вашите пари. Првата веќе ја споменав, санкциите кон Русија кои ќе не чинат 230 милиони евра. Нема да ве чинат вас, ќе ги чинат производителите на праски од Росоман, ќе ги чинат производителите на јаболка од Преспа, ќе ги чинат производителите на зелки од Струмица. Тие луѓе кои што се на дното од класната хиерархија во општеството, од земјоделскиот сектор, над 1/3 од своите производи ги извезуваа во Русија. Со вашата поданичка надворешна политика да се правите поголеми католици од папата, овие сиромашни луѓе ќе ги плаќаат нашите погубни политики, исто така од прехранбената индустрија и од фармацевскиот сектор. Сите овие ќе бидат во загуби, бидејќи трговската размена со Русија ни е 230 милиони евра, тоа значи пола од ова што вие сега го предлагате. Следниот сектор каде што треба да се интервенира ако сме сериозна држава, очигледно не сме, е во сферата на работниците. Значи сватете дека вие како социјалдемократска влада мора да ги штитите интересите на работниците, а не на работодавачите. Прво, зашто не го вратите исплатата на плата да биде до 5, а не до 15 во месецот? Тоа е една одвратна измена во Законот за работни односи која му овозможи на работодавецот практично вие пола месец да му работите за да не ви исплати плата. Значи вратете го исплаќањето на плата да биде до 5 во месецот. Потоа, вратете ги договорите на неопределено време, именно владите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН сите овие години го продолжуваа прекаријатското работење. Тоа значи работењето на определено време. Тоа е измислено за сезонски работници. Какви се тие 5-годишни сезонски работници кои ќе ви работат на определено време? Значи немаат никаква правна сигурност. Вратете го тоа да биде на 6 месеци. Потоа, вратете ја измената на бруто платата, вратете им ги хранарините и патните трошоци на
работниците. Не може само пратениците и функционерите да земаат платни трошоци во државава. Ова е измена која што ја направи Трајко Славевски. Нели е тој за вас конзервативец? Еве ви прилика, вие како левичарска социјалдемократска влада тоа да го поправите. Исто така, вратете го здравственото осигурување на работниците. Дали знаете дека омразениот закон на Зоран Ставревски и по 6 години власт ваша е во сила? Дали знаете дека работник кој плаќал здравствено осигурување, кој имал приход над одредена сума, ако остане без работа, од утре дента сам си плаќа здравствено осигурување? Тоа е нелогична мерка. Од кај останал без пари треба да си плаќа здравствено осигурување, иако можеби не користел ниту една здравствена услуга. Вратете го тој закон. Вратете ги работничките совети кои се уставно загарантирани. Дали знаете дека во нашиот устав собственоста и трудот се основа за управување во компаниите? Ние имаме само собственоста во акционерските друштва, немаме ни р од работнички совети. Не можат луѓето синдикат да се формираат затоа што ги бркаат од работа. Еве го законот на левица за апанажа, не ни го усвоивте ова за апанажа на министри. Значи, дајте им сега на работниците апанажа. Како може министер со 2 години стаж да зема 1 година апанажа, а за работник да му требаат 25 години стаж за да зема истата таа апанажа? Министер да зема 100% апанажа, работник да зема 50% апанажа. Одиме на следната област која што треба. Вкупно се 6, не се 26. Следната област се студентите. Предложивме закон за субвенциониран студентски оброк, да го зголемите, го одбивте тој закон. Потоа, зголемете ги студентските стипендии, ако сакате да им помогнете на најзагрозените. Зголемете ги сместувачките капацитети во студентските домови, за да не биде пола Македонија кираџија во Скопје и да им плаќа рента на рентиерите. Дали знаете дека само 4% од сиромашните студенти завршуваат факултет, а 70% од богатите завршуваат? Ова е класна дискриминација. Вие ги бркате паметните сиромашни деца да ни студираат по Љубљана. Дали знаете дека Љубљанскиот универзитет е веднаш задукин под бројот на запишани? Тоа е токму затоа што 5 години одбивате тие витосни 200 или 400 евра да им ги намалите на овие деца. Сиромашните не можат да поднесат да студираат во Македонија. Од друга страна, следен сектор кај што треба да интервенира се секторот на комуналии. Работиме само за сметки. Просечен граѓанин работи 1/3 само за сметки. Зошто не ги намалите патарините? Па еден Груевски ги намали патарините во поблага криза од оваа. Дали знаете дека 1200 евра годишно ви е патарина од Штип до Скопје? На секој 20 км имате патарина. Еден Австрија плаќа 100 евра за винетка за цела година, еден Штипјанец плаќа 1200 евра. Кој е тој стандард што може ова да го издржи? Ајде следно. Зашто дуќанџиите, занаетчиите, градинките, болниците, училиштата, факултетите ни плаќаат индустријска струја? Самиот назив индустријска говори дека треба да плаќаат индустријалците, а не да плаќаат дуќанџиите и трговците поединци, малите дуќани кои што ги имаат. Следно, зошто не воведете бесплатен приклучок за струја и вода? Илјадници, стотици евра се даваат за вакви приклучоци. Или на проблемите на луѓето од селата, го оставивте ева на еднаш годишно да струомерите. Знаете што се случува? Пензионери со 10.000 денари им стига сметка од 500-600 евра во декември месец. Како може тој човек да плати таа сметка? Следна област, областа на капиталистите. Ниту еднаш како социјалдемократска влада не спомнавте данок за луксус. Дали знаете дека не постои земја во Европска унија која нема данок на луксус? Од 25%. Данок на хациендите кои ги имате, данок на јахтите кои ги имате, данок на масератите, ферарите, ламборџините, данок на скапите часовници, облеки, мебел и накит. Една Австралија има 33% данок на луксузни возила. Потоа, на богатство не го споменувате. Норвешка има 0,8%, Шпанија 2,5%, Швајцарија 1% данок на богатство. Данокот на имот кај нас е најнизок данок на Балканот. Имаме данок на имот, Грција има 6 пати поголем данок на имот, Србија има 10 пати поголем данок на имот. Се плашите да ги оданочите богатите. Целиот даночен товар, почитувани, паѓа на сиромашните. Сиромашните ја спонзорираат вашата недокваканост. 18% од даночниот товар во државата
државава го плаќаат сиромашните, само 13 го плаќаат богатите, затоа што се плашите да им ги чепнете профитите. Зошто не говорите за данок на експлоатација како права социјалдемократска влада? Профитите во овие 15 години на фирмите се зголемени за 300%, платите се зголемени за 50%, 250% експлоатација. Не зборувате еден менаџер во